Благодарам. Јас во трет собраниски состав сум народен пратеник од изборната единица 1 од Скопје и јасно и гласно од овде изјавувам дека за мене овој договор, овие документи, ова информација и заклучоците не се прифатливи и уште од сега напоменувам дека јас немам намера да гласам за уставните измени кои што ќе следат после ова. Јас зборувам како председател на Социјалистичката партија на Македонија во името на македонските социјалисти и потврдувам ова што претходно го кажав. Меѓутоа, жал ми е што не е тука премиерот Ковачевски, кој што истовремено и председател на Социјалдемократскиот сојуз и кој што ни го нуди ова неприфатливо решение. А ќе напоменам дека токму тој има дадено свечена изјава, односно заклетва, дека ќе го штити интегритетот на државата, на Република Македонија и покрај останатите работи, дека никогаш нема да ја донесе Република Македонија во подредена ситуација каква што сега истата е изложена. Премиерот Ковачевски најави широки консултации, меѓутоа покрај интерните внатре-коалициони разговори и разговорите со одредени невладени организации и експерти и трабанти медиумски, не сполна храброст, ако ништо друго, за да бидат навистина широки консултациите, да ја повика, да ја покани и Социјалистичката партија како една од најстарите политички партии со историјат над 100 години во Република Македонија, за да размениме мислења, информации и ставови и да се обидеме во еден конструктивен диалог, да го разубедиме господинот премиер да не влегува во ова апокалиптично сценарио. Ние повеќе од 20 години, господине Ковачевски, кој што предпоставам дека ме слушате во салонот на владата, немаме никакви контакти со оглед на идеолошкото разидување и особено разидувањето по националните прашања кои што го тангираат македонскиот народ и македонската држава. Затоа вие сте таму каде што сте, а затоа сме ние заедно со македонскиот народ. Вие побарувавте единство, ние ви пруживме рака, таа рака ја одбивте. Затоа единството ние го градиме со македонскиот народ надвор пред собрание. Меѓутоа, особено ме радува затоа што ваши членови се повеќе и во поголем број се приклучуваат на собраниот народ. А што е тоа што, меѓу другото, е неприфатливо за нас? Неприфатлив е предлогот за влез во ЕУ, затоа што е спротивен на националните интереси на Македонија и ги негира националниот идентитет и историја и јазик. Недостасува и до ден денеска официјален документ, протокол, во кој се образложени условите кои Република Бугарија ги дефинира и од нив и во чии исполнување, според членот 12 од договорот за добрососедство, ќе зависи целиот интегративен процес на државата. Целата постапка на представување на францускиот предлог, ургентноста и криењето од документи создадува широк простор за сомневање кај народот дека нешто не е во ред со процесот и дека нешто се крие. Францускиот предлог за проширување на ЕУ е катастрофален, го вклучува билатералниот спор во преговарачкиот процес на ЕУ, давајќи им легитимитет и охрабрување на членките на ЕУ да ги блокираат кандидатите и со таков пристап бугарските барања се надредени над позицијата
на Македонија, па затоа предлогот е неурамнотежен и неприфатлив. Понатаму, Уставот не треба да се отвара пред почетокот на преговорите и најмалку тоа да биде со реципроцитет како за Македонија, така и за Бугарија. А воедно, доколку се бара соработка со Бугарија, ќе потсетам на историскиот политички колос Вили Бранд, па по неговиот пример и бугарскиот председател да клекне пред Баташа и да му се извини на македонскиот народ и да бара прошка. Тоа се условите кои што ги бара македонскиот народ. Неприфатливи се асимилацијата и бугаризацијата на Македонија со билатералните договори за да се влезе во Европската Унија. И се поставува прашањето дали ние аплицираме за влез во Бугарија или за влез во Европската Унија. Не е прифатливо ниту едно од европските решенија кои го загрозуваат националниот идентитет. Билатералниот таен протокол кој представува централен сегмент на предлогот ги става на спореден план сите други преговарачки прашања, заробувајќи ги преговорите во историскиот круг на прашања. Преговарање за промена на значењето на историските личности од страна на странска држава е срамно и го нарушува националниот суверенитет, бидејќи секоја од државите има право да го изгради својот символички корпус на значења, чија основна цел е да го одржи континуитетот меѓу генерациите. Бугарија настапува од позиција на моќ и го злоупотребува механизмот на носење на одлуки во Европската Унија за постигнување на хегемонистички цели во кои се препознаваат и територијални претензии. Може би Бугарија сака Македонија, но без граници. Преговорачкиот процес станува реверзибилен и може да запре и да почне повторно од почеток и така станува неинтересен и со тоа ЕУ го губи кредибилитетот кај народот. Предлогот води кон вечно преговарање како и асимилација под диктат на Бугарија. Бугарија ќе има директно влијание и учество во менувањето на учебниците, спомениците, ќе влие кон менување на историските факти за настани и ликови кои директно задираат не само во македонската историја, туку и во македонскиот идентитет. Ова се понижувачки и недостоинствени позиции за Македонија. Друг да диктира лекции во учебниците, друг да диктира измени на устав, друг да диктира дали некоја критика е говор на образа или не. Понижување и голем пораз за Македонија. Имам уште многу работи да набројам со кои што не се согласувам, меѓутоа ќе завршам со следново. Јас по втор пат стојам на оваа говорница во иста ситуација и во име на македонскиот народ повторно ќе кажам дека не го прифаќам ова решение и дека нема да гласам за уставните измени. Вие како сакате, ваш е изборот, ваше е мислењето. Меѓутоа би било добро да го трнете стравот настрана. Стравот ќе помине, меѓутоа срамот ќе остане. Одлуката е ваша. Историјата ќе пишува, а народот ќе памти. Вие си знаете. Благодарам.